Добро вечер. Министерството за животна средина и просторно планирање годинава ќе го одбележи 21 март, денот на пролетта, со националната еколошка акција Македонија земја на цвеќето, Македонија земја на розите. Во соработка со општините, бизнис заедницата и невладиниот сектор, масовно ќе се засадуваат садници на рози низ урбаните центри на територијата на цела Македонија, по должина на булеварите, сообраќајниците и другите јавни зелени површини. Со ова информација ги започнуваме денешните урбани вести. Изградена канбанарија во црквата Свети Илија во Огњанци. Започна изградбата на опожарените куќи во Циглана. Реализација на проектот Безбеден пристап до училиштата во општина Газибаба. Скопскиот плански регион потпиша меморандум за соработка со Македонско-бугарската стопанска комора. Скопскиот маратон ќе се одржи на 11 мај. Скопскиот плански регион потпиша меморандум за соработка со Македонско-бугарската стопанска комора. Целта на оваа соработка е унапредување на бизнис заедницата и иницирање заеднички активности. Председателот на Скопскиот плански регион, градоначалникот Сокол Митровски, денеска потпиша меморандум за деловна соработка со Македонско-бугарската стопанска комора со цел иницирање на заеднички активности и воспоставување на соработка за унапредување на економскиот развој на Скопскиот регион, преку поврзување и соработка на бизнис заедницата од општините од Скопскиот плански регион и членките на Македонско-бугарската стопанска комора. Денешно потпишување и официализирање на соработката која имавме и во минатото со бројни општини во Република Бугарија, само ќе даде уште еден импулс за зајакнато стопанска соработка меѓу Република Бугарија и Република Македонија. Скопскиот плански регион и досега беше активен. Не мора да кажем дека конкретно за општината Ѓорче Петров веќе имаме наши стопански субјекти кои инвестираа во Република Бугарија. Тоа е фирмата Адин која отвори погон во Перник во Република Бугарија и самата болница Свети Лазар, тоа е бугарска инвестиција во општината Ѓорче Петров, е потврда дека сепак стопанството го гледа својот интерес, да кажам. Ние сме отворени за комуникација. Ова што се направи со реформите во локалната самоуправа, со сите тие реформи кои ги направи владата на Република Македонија, навистина ни дава простор и не задолжува да таа соработка биде поинтензивна, да отворени се вратите за стопанските субјекти, а сите наши, да кажам, капацитети на било каков административен план се зајакнати, оспособени, остручени и може да ги дадат тие услуги многу брзо и квалитетно, да може тие субјекти да си го најдат, стопански субјекти да го најдат својот интерес во Република Македонија. Главна стратешка цел на оваа соработка представува промовирање и унапредување на бизнис заедницата и економската развиеност на регионот преку имплементација на поотделни проекти значајни за Скопскиот плански регион, како и размена на искуство, знаење и информации во насока на јакнење на заедничката соработка, вклучувајќи ја и организацијата на заеднички средби. Вратите за меѓусебната соработка на бизнисот и локалната самоуправа, која е репрезент на новото време на европските движенија, кај што локалната самоуправа е носител на сите збиднувања на граѓаните, а тоа е се во правец да они можат преку бизнисот и обезбедување на нови инвестиции да го подигнат стандардот на своите жители и да обезбедат подобра иднина за генерациите, а бизнисмените да можат да бидат партнери во создавањето на профитот преку користење на тие европски пари кои доаѓаат од европските фондови, заеднички да ги најдат интересите и општите добра на граѓаните. Тоа е само иднината за Македонија. Се другото е само празни зборови и празни ветувања. Понатамошна побрза и поинтензивна соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија во областа на Скопскиот регион и Софискиот регион. Би сакал да потенцирам дека развојот на Европа се базира на регионалниот развој.
Градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски денеска направи обиколка на неколку основни училишта низ општината, каде се реализира проектот Безбеден пристап до училиштата, кој доби најголема поддршка во рамките на петата форумска сесија од програмата Форуми во заедницата. Во проектот влегоа 5 основни училишта од општина Газибаба, а истите се реализираа со средства од општината и Швајцарската агенција за развој и соработка. Повеќе за ова од прилогот на Томислав Атанасовски. Предлог проектот Безбеден пристап до училиштата на ниво на општина Газибаба доби најголема поддршка во рамките на петата форумска сесија од програмата Форуми во заедницата, што минатата година се реализираше во општината. Мотото на форумот беше граѓаните одлучуваат, кое се согледува низ соработката на општина Газибаба и Швајцарската агенција за развој и соработка, кои го вреднуваат мислењето на граѓаните, нивните потреби и приоритети. По тој повод, денеска градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски направи работна обиколка на основните училишта Кирил и Методи во населеното место Стајковци и основното училиште Наум Охридски во населеното место Црешово, каде се одвиваат тековните активности во рамките на овој проект. Општина Газибаба во соработка со Швајцарската агенција за развој и соработка и во соработка со нашите директори на основните училишта го реализираме проектот од форумот во заедниците, каде што граѓаните едногласно го дадоа својот глас дека тој е најприоритетен проект во моментов, односно пристапните патеки, изгледа на оградите, уредување на парковите, осветлување на дворовите, или насловен под насловот Безбеден пристап во училиштата. Со ова во голема мера ќе се подобри пристапот во самото училиште и од аспект на безбедноста, таму каде што се постави оградите, осветлувањето, но воедно и да се уреди самиот простор пред училиштата. Во проектот беа опфатени 5 основни училишта: основното училиште Кирил и Методи од Стајковци и Страчинци, Крстен Мисирков од Ченто, Наум Охридски од Црешово, Наумовски Борче од Маđари и Дане Крапчев од населбата Ченто. Со реализација на овој проект ќе се овозможи подобар и побезбеден пристап до училиштата, со тоа што ќе има подобрено осветлување, поставување тротоари, поставување и репарација на училишните огради. Бенефитот од овој проект ќе го почувствуваат најмногу децата вработените во училиштата и пред се родителите. За реализација на овој проект, Безбеден пристап до училиштата, општина Газибаба и Швајцарската агенција за развој и соработка издвоија по 2,4 милиони денари, а фирма изведувач е Жикол од Скопје. Денеска за прв пат се слушна биење на камбана во селото Огњанци. Изградбата на новата камбана траеше 3 месеци, а ја потпомогна и општина Петровец со 60.000 денари. Населеното место Огњанци и црквата Свети Илија денеска добија камбанарија. На официјалната промоција на камбанаријата присуствуваше и градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски, кој изградбата ја потпомогнал со 60.000 денари. Како што истакна градоначалникот Митевски, општината секогаш излегува во пресред на барањата и потребите на верските објекти. Општина Петровец финансиски ја подпомогна изградбата на оваа камбанарија и не само на оваа камбанарија и оваа црква, значи општина Петровец помага во изградба на сите верски објекти што се наоѓаат на територијата на општина Петровец. Исто така, значи, помагаме и во санација на верските објекти што се на територија на општина Петровец. Изградбата на камбанаријата овдека во населеното место Огњанци, општина Петровец вложи 60.000 денари. Домарот на црквата Свети Илија Зоран Василевски објасни дека камбанаријата се градела 3 месеци, а сега, откако е изградена, во црквата ќе може да се прават и венчавки. Василевски ја искажа и благодарноста кон општина Петровец за несебичната помош и поддршката при изградбата на камбанаријата. Камбанаријата се градеше 3 месеци. Е изградена со помош на општина Петровец, на градоначалникот, што ни финансираше за да изградиме, да дојдеме до овој степен на оваа камбана. Има и друга црква, мислам, тие се исто манастирски комплекс е ова, заедно со манастирот и црквата, си има од таа страна исто камбана и овдека сакаме да направиме за манастирот камбана. Зашто сакаме овдека да уведеме венчавки, а тама си остане нешто друго. Општина Бутал ја започна изградбата на опожарените куќи во населбата Циглана.
За најповолен понудувач беше избрана фирмата Gallup, која има обврска за 35 работни дена да ја заврши целокупната работа и становите да ги доведе во состојба на вселување. Целата инвестиција чини 17 милиони денари. Општина Бутел ја започна изградбата на опожарените куќи во местноста Циглана. Станува збор за 30 станови што изгорија кон крајот на минатата година. Помошта стигна од повеќе институции од владата на Република Македонија, градот Скопје, од Министерството за труд и социјална политика и од Министерството за транспорт и врски, но главен координатор, односно носител на работите е општина Бутел и градоначалникот Петре Латиновски. Помош даде и ПУИК при изработката на проектот за темелна реконструкција и изградба на становите, а тие зедоа врската за изградба на 7 станови. Значи општината Бутел кој се додели да биде носител на јавната набавка, званично почнуваме и се надеваме. Значи, она што е предвидено за наредните 35 работни дена, значи негде околу 44 дена, да бидат оспособени 26 станови од страна на општината Бутел и негде околу 6 или 12 станови кои што се од страната на јавното предпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор. Јас во ова прилика сакам уште еднаш да искажам една голема благодарност кон разбирањето со граѓаните на кои што ги затече ова несреќа, ќе бидат оспособени нивните станови и мислам дека ќе бидат уште по-функционални, бидејќи главната причина која што беше на некој начин, а тоа е најверојатно пожарот настана поради дотраената инсталација, мислам дека овој пат направен е проект кој што ќе се работи исклучиво по проектот и не како што беше предвидено само дел да дојде до санација, туку ќе имаме, да не кажам буквално, една целосна санација, дури и на доградените делови кои што на граѓаните им беа дел оштетени, дел неоштетени, меѓутоа заради подобра функционалност, заради подобро користење, рекоме и се договориме да тоа така и се направи. Јас исто така би сакал да ги замолам жителите на опожарените куќи да бидат стрпливи, да помагаат тука, а не да одмагаат, заради тоа што на сите заедничка цел која ни е, што побргу да граѓаните си влезат во своите домови. Општина Бутел по распишаниот тендер за изградба на 26 станови, изведбените работи му ги додели на најповолниот понудувач, наградежната фирма Gallup од Скопје. Нивната обврска е во рок од 35 работни денови да ја завршат целокупната работа и опожарените станови да ги доведат во состојба на вселување. Инвестицијата чини околу 17 милиони денари. Инаку кон крајот на минатата и на почетокот на оваа 2014 година се случија повеќе пожари на територија на општина Бутел. Градоначалникот Петре Латиновски на сите им излезе во пресред со првична еднократна помош. Скопскиот маратон годинава ќе се одржи на 11 мај, а главен спонзор од оваа година и во наредните две ќе биде авиокомпанијата Визер. Директорот на трката Кире Синадиновски потенцираше дека годинава се очекува да има поголем број учесници од цел свет. 10-тиот јубилеен Скопски маратон ќе се одржи на 11 мај 2014 година. Надпреварувачите ќе се тркаат низ улиците на Скопје. Маратонската патека во Скопје е една од најрамните во светот, а традиционално ќе бидат одржани 5 трки: маратон, полумаратон, 5 километарска хуманитарна трка, детски мини маратон и тимбилдинг трка. Првото издание на Скопскиот маратон беше одржано на 23 март во 1997 година. Учествуваа 104 маратонци од 6 земји. Во 98 година маратонот се одржа по втор пат и по пауза од 8 години се возобнови во 2007 година. Минатата година се одржаа 4 трки со 4900 учесници од 36 земји и околу 20.000 гледачи. Манифестацијата Скопски маратон е од врвен меѓународен карактер, членка на АЕМС со сертифицирана патека, каде што може да се исполни норма за учество на олимписки игри и светски првенства. Оваа година се очекува бројот на учесници да надмине 6000 во сите 4 трки, а со тоа и можноста рекордот на патеката, кој сега изнесува 2 часа, 21 минута и 56 секунди да биде урнат. Познати двојките за осмина финалето во фудбалската лига на Европа. Капитенот на Манчестер Юнайтед, Немања Видич, се договори со Интер. За овие и останатите вести од спортот по рекламите.